Имавме интересна поука денес. Ја би сакал така да се надоврзам и да објасниме некои работи. Околу тоа да направиме јасна разлика меѓу што е тоа божествен гнев или праведен гнев и што е тоа човечки гнев, обично, или гнев кој што е грев. Кој гнев е грев, а кој не е, меѓутоа, најпрво би отвориле во Ефесијаните 4 глава. Тука е оној стих кој што и претходно еднаш го цитиравме, мислам. Ефесијаните 4, 26 и 27. Ја дури можам да кажам дека овој стих ја порано погрешно сум го разбирал. А и денес некои погрешно го разбираат. Значи, Ефесијаните 4, 26 и 27, два стиха се, меѓутоа 26-тиот е баш оно интересниот. Вели, во Константинов вели, ако сте гневни, не грешете. Сонцето да не зајде во вашиот гнев. И потоа вели, не давајте му место на ѓаволот. И сега како го разбирам овој стих? Дека гневот има степени, дека гневот станува грев ако со време трајањето, ако помине денонокие, да речем, или ако зајде сонцето и останеме во гневот, тогаш е проблем. Затоа што вели, ако сте гневни, не грешете. Значи, веднаш остава впечаток дека може да се гневиме, а тоа да не е грев. Но, ако читаме подолу 31 стих е јасен и не може овде Павле или писмото да е контрадикторно само на себе, во 31 стих вели, секое огорчение и јарост и гнев и викање и хулење да бидат отстранети од вас со секаква злоба. Значи, јасно е дека гневот, јароста или овде огорчението, сето тоа треба да биде отстрането од нас. И контекстот е, ќе читаме малку во контекст, подоцна е соблекување на стариот човек, а облекување во новиот човек. И кои се карактеристиките на стариот, кои биле, а кои би требало сега на новиот, обратениот човек да бидат карактеристиките. Значи, една од карактеристиките на новообратениот човек, на христијанинот е гневот треба да биде отстранен во неговиот живот, да не биде присутен. И па како тогаш, значи сигурно тоа не е контрадикторно на претходниот стих, на 26-тиот, ако сте гневни, вели, не грешете. Ако читате во ревидираниот превод, мислам дека е поточен во овој случај, затоа што во грчкиот оригинал ова е запишено дури во заповедна форма. Значи, во ревидираниот превод гласи гневете се, но не грешете. Сонцето не зајде над гневот ваш. Значи, Павле, самиот Бог не повикува да се гневиме, ама во некои одредени ситуации, и јасно дека овде станува збор за некој друг гнев во однос на оној во 31 стих, затоа што не може да е контрадикторно писмото. Овде вели гневете се, но не грешете, а подолу видовме дека со секој гнев и јарост и огорчение треба да раскрстиме. Значи, јасно е дека овде станува збор за два вида на гнев. И, како што кажав, дури овде во заповедна форма е спомнат. Гневете се, треба да се гневите. И, всушност, од онај што денес го видовме во пуката и вечерва нешто ќе се допреме до некои моменти, ќе видиме дека на денешното христијанство му е потребно оваа заповед. Многу почесто христијаните треба да се гневат на гревот, на злото, кое што живееме, се повеќе некако како да гледаме рамнодушност и така натаму. Значи, едноставно, гревот не се адресира како што треба. Како што и денес во пуката видовме, така како Бог, така и праведникот треба да има соодветен праведен одговор на гревот и злото.
И еве во контекст, ако отидеме погоре во 17 стих, ќе видиме какви се необратените, односно неверните. Ефесијаните 4:17 вели: ова го велам и сведочам во Господа, да не живеете веќе како што одат народите, во суетата на својот ум, помрачени во својот разум, оттуѓени се од Божиот живот, заради незнаењето кое владее во нив, заради закоравеноста на нивното срце. Забележувате, срцата на таквите се закоравени, и вели 19 стих, откако го изгубија чувството, или ревидираниот вели, дојдени до безчувство, до безчувствителност. Човекот, самиот грев го прави да стане безчувствителен. Еве го тоа негово дејство на гревот. Затоа и денеска во пуката спомнавме дека Бог знае дека гревот има страшно разорувачко дејство во животот наш, и затоа и се гневи, и затоа таков е неговиот однос кон гревот. Значи, откако го изгубија чувството, значи, станаа безчувствителни тие и се предадоа себе си на разузданоста, за да прават секаква нечистота во лакомост. Ако живееме некојаш, ако сме некојаш живееле во време на таква безчувствителност на гревот, тоа е денес, значи, наистина. Страшни работи околу нас се случуваат, кои што укажуваат на тоа. Но, христијанинот не сме далеко од тоа да биде без чувство за гревот. Напротив, вие, вели 20 стих, не го познавте така Христа. Ако сте чуле за Него и ако сте во Него поучени онака, како што е вистината во Исуса, во однос на својот поранешен живот, вие треба да го соблечете од себе стариот човек, тој безчувствителниот, оној кој што се гневи, кој што е јаросен и така натаму, псуе, лаже, краде, кој тлее заради измамливите страстни желби, и да се обновувате во духот на својот ум, и да се облечете во новиот човек, кој е создаден според Бога во правдата и светоста на вистината. И потоа дава примери, од 25 стих вели, затоа отфрлете ја лагата. Зборувајте вистина со својот ближен. Потоа доаѓа, ако сте гневни, не грешете. Значи, овде станува збор за некој гнев, кој што не е грев. Тоа е одлика на обратениот, оној кој што го се облекол во новиот човек. Кој крадел, 28 стих, значи уште еден пример, да не краде веќе. Никаков гнил збор, 29 стих, да не излегува од вашата уста. Туку само полезен за изградување, што ќе каже дека овој гнев, подоцна ќе видиме, тоа е една од разликите, гневот кој што е по Бога, односно божествениот гнев, не е воопшто налик на човечкиот гнев. Значи, тука немате гнили зборови. Осуда, напад и така натаму, како што знаеме ние често, нели, да се гневиме, како луѓе. Потоа, да, еве, пак 31-иот, секој огорчени, јарост и гнев, сето тоа да тргнете. И бидете еден кон друг добри, милостиви, проштавајки се еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. Значи, нафрла, кажува неколку примери, карактеристики на новиот човек. Значи, христијанинот не може да биде морално неутрален во овој свет. Христијанинот и денес има потреба да чуе една ваква заповед. Гневи се. Гневете се. Неколку примери ќе спомнем, иако денеска спомнавме веќе, но еве 78 псалм, го читавме денеска, така некој дел. Видовте колку често пати израелците во пустината го распалувале Божиот гнев. И повторно во сето тоа, тој повторно покажувал милост, повторно покажувал трпение, ги трпел до крајни граници, како што видовме денеска, дека едноставно нема му е страно сето тоа, значи да казни, да уништи, меѓутоа некојаш како крајна мерка, и тоа е потребно. Римјаните 1.18, да речеме, исто се спомнува, вели, зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето
кои со неправдата ја задржуваат вистината. Значи, е уште еден пример дека Божиот гнев е насочен кон безбожноста, кон злото, кон гревот. Да ве подсетам на еден стих од минатата моја проповед Исаија 42:8, значи кога зборувавме за Божјата љубомора и тогаш спомнав дека љубомората често пати оди со гневот, Божиот гнев, божествениот, токму заради тоа што Бог има ексклузивно право, значи само нему да му се поклонуваме и нему да му служиме, значи и не ја дава неговата слава никому, како што вели во Исаија 42:8, јас, Господ, ми е име и нему ја дава мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите. Оттаму и неговиот гнев против идолопоклонството. И ако се сега, деве сега, од ќе спомнеме Мојсеј во негативна конотација, меѓутоа беа денес спомнати стихови во контекст на давањето на 10 заповеди на гората Синај. Значи, знаеме дека првите заповеди беа искршени, плочите беа искршени од страна на Мојсеј. Со право ли се разгневи Мојсеј? Па секако. Што направија? Му се поклонија на телето од Египет. И со право искаже гнев, божествен гнев. Но во другиот случај, нешто друго се случи заради тој гнев, Господ не дозволи ни да влезе Мојсеј во ветената земја. Ќе дојдеме до тоа. Самиот Исус покажал гнев. Денес го видовме примерот со чистењето на храмот. И интересно е што таму, нели, како вели во едно Евангелие, во Јован, не знам дали е запишено тоа, да, направи бич од јажиња. И ги истера сите од храмот, заедно со овците и воловите, 15 стих, Јован 2 глава, на сребреноменувачите им ги истори, сребрениците им ги преврате масите. Замисли си една ваква сцена, во една ваква светлина Исус. Меѓутоа со право, видовме и во пуката, се разневил. Со право покажал негодување, затоа што се обесветувал неговиот дом, направиле разбойничка пештера од домот. Баш кај што, нели, спомнавме и денес, ги злоупотребувале сиромасите, сите оние кои што доаѓале преку менување, нели, на оние пари, во храмските пари, па продавајки жртви, жртвени јагни и така натаму. И интересно е, во 17 стих од Јован 2 глава вели, неговите ученици, откако тоа го направил Исус, вели, неговите ученици се сетија дека е напишено ревноста за твојот дом ме изеде. Исус ревнува, Господ ревнува кога се гази, обесчестува неговиот дом, неговото име, и тогаш со право и христијанинот може да покаже праведен гнев. Но кој што е контролиран, ќе видиме и каков при крајот таму кој ќе направиме јасна дистинкција во некои поединости, каков е божествениот, а каков е човечкиот и колку лесно може кај нас. Токму затоа е испомнат овој стих. Знаете, гневете се, но не грешете сонцето да не зајде во вашиот гнев. Значи, може да се подигне кај вас божествен гнев. Меѓутоа, ако го задржите во себе, сега пазите, ова не е буквално сонцето да не зајде. Може да се случи вие да имате некоја ситуација пред самиот заод на сонце, па да немате време или начин да тоа го решите, да кажем, меѓутоа сака да каже да не поминува многу време. Дури и божествениот гнев, пошто ние сме слаби и грешни, ако се појави во човечкото срце, доколку му дадеме доволно време, може да премине во грешен гнев. И затоа е и напишан стихот во таа форма. Интересен е случај што денеска немавме време да го разгледаме во Марко 3 глава, а тоа е во синагогата кога Исус ќе го исцели човекот со исушената рака. Многу интересен е 5 стих, но е полека да прочитаме од 1 до 6 Марко 3 глава. И влезе пак во синагогата, а таму имаше човек со исушена рака. И што правеа фарисеите? Го наблюдуваа
дали ќе го излечи во сабота, за да го обвинат. Замислите си, што е тоа што ги довело до една ваква безчувствителност? Тоа е страшна безчувствителност. Фарисеите, кои што наместо да се радуваат на моментот дека овој човек бил исцелен, тие гледале да го фатат во нешто. Сабота ако е. Значи, да. Ако направиш добро дело, ако исцелиш лекарот е крив. Денеска со право некојаш се реагира и во нашето здравство, да кажеме, кога, не знам, некој ќе изгуби живот, па се сомневаат да не е лекарска грешка. А овде лекарот исцелил, значи човекот е исцелен, а тие го обвинуваат лекар за доброто дело. И вели, и му рече на човекот, па Исус видите што прави, насреде синагога. Насреде го става, да видат сите. Да, синете. Кој имаше сува рака, застани насреде и им рече, ги фатил во тесно, знаете, евреите верувале, кој што вели Елен Вајт, меѓу евреите постоело правило според кое да не се стори добро, значи да се стори зло. Да не се сочува живот, значи да се убие, всушност. И тој затоа им поставува прашање кој што тие немале одговор. Вели, дали е дозволено во сабота да се прави добро или зло? Да се спаси душа или да се погуби? И тие молчија. И што следи по тоа? Видите во 5 стих. Тогаш ги изгледа наоколу со гнев. Не знам како му бил ликот, веројатно не е како нашиот кога сме се гневиме, ама сепак продорен поглед. Ги изгледа наоколу со гнев, ама и вели и натажен заради закоравеноста на нивните срца. Тоа ние не го умееме без Божја помош. Ем да си гневен, ем да го жалиш тој другиот. Над кого си гневен. Тоа е божествениот гнев. Затоа што му е жал заради тоа што дошле до тука, заради закоравеноста на нивните срца, меѓутоа и праведно се гневи, затоа што со право и тие треба тоа да го прават, кој што тој го прави, а не да го обвинуваат за кршење на саботата. И потоа, нели, додава дека го исцелува човекот, а фарисеите, 6 стих вели, толку што биле закоравени, што прават, кога излегуваат синагогата, веднаш се советуваат со иродовците против него, за да го уништат. Безчувствителни, закоравени, страшно. Ви прочитал тука еден мал дел од една проповед, еден вид као коментар на Спурџен, многу убави зборови, во контекст на ова. Вели, Марко го опишува Спасителот како што ги гледа околу себе со гнев и жалост, и тоа сосема оправдано. Гневот не беше обичен излив на лутина, како што знае кај нас да види, нели? Беше свет и чист гнев, предизвикан од нивната закоравеност. Неговото негодување беше помешано со тага. Тој не беше само гневен, туку и нажален поради закоравеноста на нивните срца. Гревот на луѓето не само што го разгневи, туку и го растрепери со сочувство за нивната пропаст. Можеме ли да се замислиме како било да се биде сведок на тој поглед, око полно со совршена љубов, а сепак исполнето со огнено негодување против злото? Исус беше гневен затоа што тие намерно одбиваат да ја видат вистината што беше толку очигледна. Тој им постави прашање на кое можеше да има само еден одговор. Дека е добро да се прави добро во сабота. Значи, тоа е тоа. Но тие не сакаат да го дадат. Тој им даде светлина, а тие одбија да ја видат. Тој ги разобличи нивните лажни оправдувања, но тие сепак останаа во своето противење. Страшна состојба. Затоа и целата 23 глава во Матеј ќе ја посвети Исус на повторно искажување на тој свет гнев. Тешко вам, фарисеи, тешко вам. Давате десеток од ким? А што правите? Ја забравивте правдата. Очигледно дека е можно да се биде гневен и сепак да се биде праведен. Тешко е да се применува заповедта,
Тој вели заповедта: гневете се, но не грешете. Но нашиот Спасител ја оствари оваа тешка задача совршено. Неговиот гнев не содржеше злоба, ниту желба за зло кон другите. Тоа беше љубов на дело, љубов што гори од негодување против злото. Тој беше и гневен и тажен затоа што тие луѓе ја закоравија својата совест. Тие станаа безчувствителни кон вистината, нивните срца беа како кожа здебелена од груба работа, знаете, раце на еден добар работник, знаете какви се. Нивната духовна осетливост беше изгубена. Колку ужасно е кога срцето, кое треба да биде полно со нежност, станува тврдо како камен. Тие беа слепи, ако имаа очи, не сакаа да го видат тоа што беше јасно пред нив. Наместо тоа, тие затворија очи и срца пред вистината. Страшно. И од тука е гневот што Исус го покажал. Или, еве во контекст на оно што го спомнав, на осудите што ги дава во 23 глава Матеј Исус кон фарисеите, цитат од Копнежот на вековите, 620 страна, оригинал. Вели, Христовиот гнев бил насочен против лицемерството. Па и овие страшни лицемери се покажале овде. Против големите греови со кои луѓето ги уништувале своите души, го мамеле народот и го обесчестувале Бога. Во длабокото измамно расудување на свештениците и поглаварите го препознал дејствувањето на сатанските орудија. Неговата осуда на греот била остра и поттикнувала на преиспитување, но не изговорил ниту еден збор на одмазда. Бил исполнет со свет гнев кон кнезот на темнината, но не покажал никакво раздразливо расположение. Тоа е разликата. Човечкиот гнев имате и раздразливо расположение, и омраза се гледа, и викање, и се. Така и христијанинот кој живее во хармонија со Бога и се одликува со драгоценните особини на љубовта и милоста, ќе биде исполнет со праведен гнев кон гревот, но нема да биде поттикнат со страст да ги навредува оние што го навредуваат него. Тој во Христа ќе го сочува мирот и власта над себе. Тоа што многу тешко е, јас ќе кажам за себе, да се стори, затоа што нормално ни треба Божја помош и владение на Духот Свети, за да можеме да останеме мирни, да ја сочуваме власта над себе, а да го искажеме и покажеме гневот праведно кон злото. Дури вели и тогаш кога ќе се сретне со оние што потикнете од силите од оздола ја бранат невистината. И насетувате веќе низ овие цитати и стихови ги гледаме веќе разликите, иако на крајот ќе потенцираме неколку плюс. Имаме и други примери, да речеме, еве во Дела 17:16, за Павле се кажува, што го огорчило него, неговиот дух. Повторно она што и Бога го огорчува, и веќе го спомнавме, Дела 17:16 вели, доека Павле ги чекаше во Тина, чекал на Сила и Тимотеј, духот му се огорчи длабоко. Зошто? Гледајќи го градот полн со идоли. Овие се исто интересни стихови Галатјаните, повторно Павле, 1 глава, од 6 до 8. И овде се гледа искажување на тој божествен праведен гнев. Во каков случај? Вели Павле, се чудам дека така брзо се одвративте од оној, кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго евангелие. Изнесувањето на невистина, невистиното евангелие, кај христијанинот треба да потикне божествен гнев. Затоа што невистината не е Христос, нели? Не е. Тоа води кон зло, кон пропаст. Значи, седмиот, кое не е друго, само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото евангелие, но ако и ние или ангел од небото ви проповеда друго евангелие, различно од оно што ви го проповедавме, да биде проклет. Че овие зборови се израз на тој божествен гнев.
Денес исто спомнавме една карактеристика, малку се допревме до неа. Во Римјаните 12 глава јасно ни се става до знае. Значи, ние не можеме да го манифестираме гневот, и тој праведен гнев како што го манифестира Бог. Сепак ние не сме Бог. Што видовме денес? На кого треба да му ја оставиме осветата? На Бога. И еве што вели во Римјаните 12 глава од 17 стих, вели: никому не враќајте зло за зло. Че еве повторно убави совети. Размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку дајте му место на Божиот гнев. Зошто е напишено: одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, говори Господ. Туку ако твојот непријател е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го. Че еве каква треба да биде постапката, за да на тој начин покажеме љубов. Зашто ако го правиш тоа, ќе натрупаш жар на неговата глава. Не остави да те победи злото, туку победи го злото со добро. Остави, значи, Господ ќе се одмазди за тоа што рековме и денес. Ако ние земеме да се одмаздуваме, не знам, ние еден жив нема да остане. Ќе се истребиме еден со друг. Сите имаме некоја причина, сите имаме некое свое мерило, можеби, за тоа што е правда, што не. И еве сега ќе спомнеме некои од разликите, иако веќе видовме до сега. Значи, една разлика е: божествениот гнев е фокусиран на Бога, не на себе. Кога човек го има тој божествен гнев, тој не се фокусира на себе. Значи, гревот, нели, божествениот гнев е насочен кон гревот, рековме денес. Единствен гнев кој што не е грев е гневот кон гревот. Тоа е единствениот гнев кој што не е грев, значи е насочен кон гревот. И тоа гревот како прво е грев сторен против Бога. Значи, треба да ја браниш неговата слава. Значи, секојаш е насочен и фокусиран на Бога. И еве сега ќе спомнем оној случај со Мојсей, со карпата. Знаете, пред самиот влез во ханаанската земја, кога сгрешил и удрил, и тоа дури 2 пати во карпата, а не мало ни потреба да удри. Ајде да го видиме тој момент од Броеви 20:10. Значи, додека во првиот случај што го спомнавме, кога ги искршил заветните плочи со законот, покажал праведен, оправдан гнев, овој пат сгрешил и заради тоа и добил соодветна казна. Вели во Броеви 4 Мојсеја 20:10, потоа Мојсија и Арон го собра народот пред карпата, па Мојсија им рече, внимавајте што вели: чујте, бунтовници, значи очигледно дека е гневен, дали ќе ви извадиме вода од карпа? Кон што е свртен? Кон себе се гледа. Предходно, да, Господ вети и каже ќе ви извади карпа. А ние ќе ви извадиме карпа. Дали да видиме сега дали нема да потече вода, дали ние нема да ви дадеме вода од карпата. И како на дополнување на ова, 106-тиот псалм, еден од тие псалми, нели, кои што кажавме дека треба да се проучуваат во контекст на патешествието на израелците низ пустинята. Во 106-ти псалм 32 и 33 вели: го разгневија пак кај Меривските води и зло го погоди Мојсија заради нив. Значи, јасно стои стихот дека бил разгневен Мојсей, ама заради тоа и го погодило него зло, зошто 30 стих вели: му го огорчија духот, изусти невнимателен збор. И еве го тоа, значи, да, се гледа дека е човечки гнев, затоа што ако беше божествен, нема гнили, невнимателни зборови и така натаму, ниту пак свртеност кон себе, туку кон Бога и одбрана на неговата слава. Исто разлика, значи, божествениот гнев се базира на Божјата волја, а не на мојата волја. Значи, она што му е важно на Бога и неговите стандарди, а не некои мои стандарди. Може да браните некоја своја правда, не знам, некој своje гледиште. Потоа, божествениот гнев ја бара Божјата слава и доброто на другиот, а не мојата слава и моите права и моите добра. Божествениот гнев брзо простува, брзо поминува, може да кажеме, а
Човечкиот гнев, кога човек ќе се разгневе некого, неволен е да прости. И го задржува тоа и секако уште полошо станува состојбата, затоа што гневот, ако се задржи, уште полошо. Еве, примери овде во второ послание до Тимотеј 4:16, повторно Павле, да видиме сега како го покажува тој божествен гнев. Павле во овој случај вели: при мојата прва одбрана никој не беше со мене. И тоа е тешко стварно. И со право може да се гневи, каре се хероите, ги нема браќата, никој на моја страна. Туку вели сите ме оставија, ама вика, што вели после? Нека не им се засмета тоа. Или 2 Тимотеева 4:14, претходно, 2 стиха. Ковачот Александар ми направи многу зло. И што додава? Вели, Господ ќе му плати според неговите дела. На Господа е осветата, не е моја. Да. Да. Исто разлика при божествениот гнев имаме добро одмерени зборови, тоа го спомнавме погоре, а кај човечкиот имате навреди и ред други непосакувани зборови. И еве оној цитат, брат Андре, баш овој што ти го пратив, вели во Копнежа на неговите 310, вистина е дека постои гнев што може да се оправда, дури и кај Христовите следбеници. Кога ќе видиме дека Бог се навредува, а неговата служба не се почитува, кога ќе видиме дека невини се угнетувани, тогаш нашата душа ја обзема праведен гнев. Таквиот гнев, произлезен од истенчените морални начела, не е грев. Меѓутоа, оние што при каков било предизвик си земаат за слобода да му попуштат на гневот или на омразата, му го отвораат своето срце на сатаната. Тоа. Ако сакаме да биде во хармонија со небото, мораме да ги истераме горчината и непријателството од душата. И секој гнев и јарост, како што велеше 31 стих во Ефесијаните 4. И ќе завршам со неколку стиха. Интересно, во Јаков, отворете во Јаков, не сум запишал овде, ама мисля дека беше прва глава, да, Јаков прва глава. Јаково послание. Само да видам дали... Да. 18, 19 и 20 вели: тој, Господ, не роди според својата волја преку словото на вистината, за да бидеме првина на неговите созданија. Знаете го ова, возлюбени браќа мои, секој човек да биде брз во слушањето, а бавен во зборувањето и бавен на гнев, како што и Бог е бавен на гнев. Зашто, и 20 стих вели, зашто човечкиот гнев не создава правда пред Бога. Се интересно е, во Откровение 14.4, кога се опишува 144.000, тие се оние кои што се откупени меѓу луѓето како првенци, така? Првина. И тие треба да бидат, и се е, всушност една од карактеристиките на последокот, на остатокот, е дека научиле да бидат бавни на гнев. Или, што вели Откровение 14.12? Тука е трпението на светиите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. И ова трпението е долго трпење, значи и ни страдање, и тоа значи, меѓутоа, еве овде, може и вака да го поврзаме стихот, како што Јаков не поучува да бидеме бавни на гнев, а светиите, остатокот, ќе научат да бидат бавни на гнев, да искажуваат гнев кога е потребно, и тоа како? Во зло време, кога треба да се осуди гревот. Значи, ако е опрашање било какви, значи, девијатни, било какви појави, знаете, еве се содружувавме, мислам, ја не се секаш, не знам која година беше тоа, првата година кога се одржа првата геј парада во Скопје,
Имаше паралелна 19-та беше. Она парада за семејството, како беше? Подршка на семејството, да. И значи, тоа се моменти, значи исто така кога ни беше газено правото на слободна волја, или не знам ако во прашање абортус или било такви некои работи, нормално е да христијанинот излези и ја брани вистината и покажи гнев, праведен гнев кон тие такви девијации, значи во општеството и меѓу луѓето. Но ние како остаток веруваме, како таа последна генерација, дека ќе се судриме со многу такви моменти и такви прашања и наистина треба да научиме со Божја помош да се гневиме, а да не грешиме. И тоа е заповед, како што стои во грчкиот барем, иако може би не се служуваат тука сите коментатори со тоа, меѓутоа така изгледа. Гневете се, но не грешите, тоа е заповед. Значи не можеш да бидеш безчувствителен кон гревот и кон некои појави кои што едноставно го обесчестуваат Бога, моралот и така натаму, го уништуваат човештвото и човекот. Господ се гневи на сето тоа и видовме низ многу примери, и знаеме низ Библијата и во денес во поуката исто видовме, така да и христијаните се повикани да ја сочуваат Божјата чест, Божјата слава, вистината со праведен гнев. Нека Господ ни помогне да правиме дистинкција, не само теоретски да знаеме што е што, меѓутоа Господ да ни го даде Духот Свети на тој начин и да ни даде и сила да бидеме бавни на гнев и со долг фитил, како што се изрази малку Андреј денеска, и да тоа биде гнев кој што не е грев. Слава нека му е. Амин.